Заселените инспекцијски контроли на стамбените објекти некако не размрда сите во општеството. Од локалната до централната власт. А веројатно најмногу треба да не размрдаат нас, граѓаните, жителите на овие колективни згради за домување. Најмногу работа во овој период кој што е пред нас веројатно ќе имаат управителите на стамбените објекти и токму во денешната емисија решивме одговор да побараме од нив. Велам добар ден и добре дојде за господинот Боро Цветковски, управител на компанија за управување со стамбени објекти. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Во денешната емисија намерно не поканивме некој градоначалник, некој представник на локалната власт или пак некој инспектор, бидејќи тие си го кажаа тоа што има да го кажат. По контролите што се направени на терен, барем во Скопје, гледаме дека се прават и во сите други градови во Македонија, поголемиот од работата ќе треба да го извршите вие, управителите. Да, па иницијативата за град Скопје, сите инспектори за домување соодветно ни се обратија за адресите објектите кои што ги работиме на нивото на општината што оние покриваат, соодветно да им одговориме на прашалник, се со цел да се добие права слика на во каква кондиција и во каква состојба се објективе на соодветната општина. Тоа и како управители го направивме и сега ги чекаме напатствијата соодветно како ќе продолжиме понатака. Тоа е едниот дел кој што интензивно сега го работиме, а вториот дел е со самите совети на станари, организирање на сите овие контроли кои што пред време почнуваме да ги правиме, се со цел да добиеме на време во однос на тој документ што ќе го добиеме од соодветните инспектори при општините. Она што веројатно во најголем број случаи се забележува на терен, не само во Скопје, ќе повторам и во другите градови во Македонија, е најчесто неисправна хидрантска мрежа, недостаток на ПП апарати, се забележува узурпирање на заеднички простории. Ќе има ли надеж тоа некако да се реши? Почнува да се решава и моето искуство, верувам дека со ова ќе се сложат и компаниите кои што истата работа ја работат, дека по немилиот настан што бевме сведоци во Кочани, свесноста и совеста на сите нас е на сосема друго ниво и се повеќе и повеќе разбираме што значи колективно живење во стамбена зграда. Ние како управители ангажирани од страна на мнозинството станари уочуваме и се обидуваме во договор со станарите да соодветните недостатоци во најбрзан можен рок ги отстраниме и не е ова работа која што ќе престане. И не треба да престане. Тоа е нешто што веќе почнуваме и да го вметнуваме во годишните планови за одржување, каде што препознатливи како управители бевме за струјата и за чистачката, а овие заеднички инсталации не беа во првичниот момент не беа предмет на нешто што е сепак обврска која што станарите и за неа мора да се грижат по правилниците кои што сега на дневна база веќе благодарение на вас како медиуми се повеќе и повеќе луѓе стануваат свесни дека инсталацијата е подложна на одржување, за неа ќе бидат ангажирани компании лиценцирани за таа работа, кои што можеби вие го имате тој податок, јас не стигнав до тој, не знам ни колку компании се акредитирани за испитување и одржување на таков тип на опрема. Така да многу работа е пред нас. Видовме на пример во Охрид има само една компанија која што може да
сервисира и да одржува противпожарни апарати. Веројатно ова сега ќе не освести сите малку, па можеби ќе се отворат и некои нови. Како човек што долги години се занимава со оваа дејност, смеам ли да ве прашам, имаме ли култура за колективно домување? Па, знаете како, културата е секогаш може подобро. И на секое поле. И на секое поле. Значи, не е наративот да на свесноста ни ја будат вакви лоши настани. И треба да се работи на тоа. Секој еден од нас треба да работи на свесноста и на културата, што значи заедничко живење или уште потопло домување, каде што сето тоа е наше, на станарите во соодветниот објект. И подеднакво грижата на сите е за тоа. Во линковското јавување на колегата од Струмица слушнавме дека господинот од Дирекцијата за заштита и спасување токму на тоа обрна внимание. Станарите се оние кои што треба најмногу да се грижат за она што се случува во нивниот стамбен објект и за жал од станарите најчесто произлегува оној недостаток на црева во хидрантите, останати некои се она што е заедничко и што е на самите станари е под грижа и на свест и совест на самите станари, пошто тие плаќаат за тоа, нивно е тоа и начинот на чување и одржување на истото е обврска која што по правилниците претходно ја кажавме, ја спроведуваат преку ангажирани компании или истото е и за заедници на сопственици, каде што па и самите си се компанија кои што самите се управува и си го одржува објектот. Акцентот што го даваме е врз опремата за заштита од пожари. Така. Но би искористил оваа можност и да напоменам еден друг момент кој што исто така не е воопшто за да го одминеме, а тоа е како ние се однесуваме и со нашето живење, како го загрозуваме или не го загрозуваме живењето во одреден објект. Тоа се реконструкциите, преадаптациите, вие спомнавте за узурпациите кои што се среќаваат низ град Скопје по објективе во градов каде што евакуационите патишта се узурпирани, реновирањето на станови кое што е да не бидам погрешно разбран, но така оставено на самиот собственик, а сепак е дел од објект каде што сите ние живееме. И на тоа е, кога спомнав за совеста и за свесноста, тоа е едно од најбитните моменти, пошто сите ние така маца лесно и без големо размислување влегуваме во такви градежни операции. Кога се договаравме за гостувањето, споменавте еден податок дека најголем број од пожарите во зградите се од електричната инсталација, некаде од дотрајана инсталација, некаде од погрешно сменета или сменета од нестручни лица. Точно. Тоа е оној момент што всушност треба да го имаме сите на ум. Свесност и совест како нештото ние, како го користиме станот, како ги користиме заедничките инсталации, сопствената инсталација како ја користиме. Тоа е главниот акцент. Сега ќе напоменам, можеби, али е во контекст на темава за која што сме тука сите ние, нели, е готвењето на балкони, тоа вака изгледа, нели, дека само мириса, ама не е баш дека само мириса. Да, веројатно за тоа би требало ова е убава тема. Пушењето во ходник не е
забрането ради тоа што чадоте него има пушењето во лифт исто, за тоа е забрането, нели? Најлесно е да го пикнеме хартивчето во лифтовското окно. меѓу... Ама некој хартивче, некој пикавец и ете го пожарот. Предпоставувам дека се среќавате со разноразни ситуации и досега сте се сретнале. Така. Колку сме подготвени да прифатиме дека одговорноста е наша, зборувам, кога велам наша, на станарите кои што живеат во овие објекти за колективно домување? Ние како приватни субјекти, лиценцирани компании за управување со стамбени објекти, секој во својот домен делува на зголемување на свесноста кај нашиве клиенти. Но добро е што заедно и со Регулаторната комисија за домување, заедно и со инспекторите за домување при соодветните општини, различните државни инспекторати, подпомогнеме и за побрзо и во количина поголемо дојдеме до покачување на таа свесност и да разбереме дека безбедноста на објектот пред се е на станарот, а после на сите останати. По извршениве контроли, вие рековте дека од општините очекувате понатамошни инструкции што да се прави во зградите. Ќе се надоврзам на, мислам дека беше господинот од Битола што кажа, сега ова е сеопфатна операција која што и финансиски е доста висока и не за кратки рокови не дека сите ќе може да одговорат на барањата кои што соодветниот објект ги бара за да го добие потребното ниво на безбедност од аспект на, не знам, хидрантски црева, млазници, ПП апарати, испитување на оштетените инсталации, отстранување на пречките на коридорите, ставање во функција на противпожарните врати во ходниците, пошто сето тоа е поправање на или ставање во функција на противпожарните централи. Значи, станува збор за поскапи инвестиции и верувам дека во соодветно со самите станари, со инспекцијските тела ќе се дојде до придвижување на работите во за сите нас посакуваната цел, сето тоа да го донесеме во таа функција во која што самиот проект побарува. Она што е забележително во изминативе 2 недели по кобниот 16 март е тоа дека е зголемена побарувачката за противпожарни апарати, зголемена е побарувачката и за опрема за хидрантите, значи не само црева, туку и вентили и така натаму. Ќе успееме ли ние во некој, да речеме, разумен рок да ги доведеме сите објекти кои што ги имаме, а со оглед на тоа што јавните институции имаат предност, да ставиме некаков ред во она што се нарекува колективно домување? Верувам дека ќе успееме. Сега неблагодарно е да се лицитира со време. Да, затоа реков разумен рок некаков. Па, верувам дека ќе се успее. И ова не е нешто што ќе заврши толку, ова е нешто што треба започнуваме процес кој што за 3 до 5 години нема да имаме ваков наплив на побарување, него веќе нештото ќе почне не само од себе, него врз основа на пропишаните рокови ќе се соодветно само одржува. Сега ние влегуваме во инвестиции на поправка и набавка на се нешто што не достига некаде 3, некаде 5, некаде повеќе од 15 години. Ако не и повеќе. Ако не и повеќе. Господине Цветковски, она што вие би им го препорачале или веќе им го препорачувате на станарите со зградите со кои што во зградите со кои што управувате? Сите
пописни картони, така да ги наречам, што ги пратевме во соодветно кај општинските инспектори, ги доставивме и до представниците на станарите во соодветните објекти и веќе со нив, пошто монополот на добивање на понуди не е само на управителите, секој еден кој што е засегнат има право да лицитира со понуда пред советот на станари за да се реши соодветен проблем. Така да интензивно сме во комуникација на дневна база и веќе и почнавме на одредени објекти да се докомплетира и да се поправа тоа што соодветно било оштетено или расипано. Се обидуваме најголемото прашање е што од кога се ќе обезбедиме, како тоа ќе успееме да го заштитиме од, да ги наречам, недобронамерниците, кои што сите тие работи неовластено ги одзимаат или од станарите, или од... И се обидуваме во координација со самите станари, тоа да го некако безбедноста на објектов да ја покачиме, паралелно како почна обезбедувањето на опремата се зголемија и кражбите. Тука очекуваме поддршка и помош од Министерството за внатрешни работи за да сето тоа го добиеме посакуваниот ефект. Со оглед на тоа што пак се зголемија најчесто во најголем број од овие објекти за колективно домување, зголемен и видеонадзорот, можеби тоа е дел од... Тоа помага. Тоа помага и тоа им помага на самите, на органот на Министерството за внатрешни работи, помагаат објектите каде што е поставен видеонадзорот за полесно доаѓање до сторителите на одреден настан, пошто сега актуелни се хидрантите, хидранската опрема, велосипедите се секогаш се актуелни, обивањето на станови, значи реално имаме доста настани кои што се несакани, а се случуваат на дневна база по колективните стамбени згради. Така, мене ми останува да ви се заблагодарам за денешното гостување во нашата емисија. Се разбира да ви посакам успешна работа и на вас и на вашите колеги и да посакам граѓаните да бидат, да ја научат лекцијата. Знаете како велат, ја одиме по потешкиот пат. Велат, умниот човек учи на туѓи грешки, оној понеумниот на своји, требало на сопствените грешки да ја научиме оваа лекција, но се надевам дека ќе ја научиме и дека нема да ни се повтори вакво нешто никогаш. Истата надеше и кај мене, и лично и како еден од неколкуте кои што се ја работат оваа работа, да и вие многу помагате во тоа, како медиуми, кои што допирате до голем круг на луѓе, кои свесно, кои несвесно се засегнати од ваков тип на проблеми. И на почетокот сега не запамти во кој град, едукацијата е нешто што е повеќе од потребно и тука веќе многу или како систем и како општество треба акцентот да го дадеме кон едукацијата на нашите најмили, на најмладите, кои што после тоа веќе ќе им стане нормалност. Така е.